него уште 50-тина. Сите тие издавале пари и сите тие пари ја покриле не цела Европа, секаде во светот што сакат да се занимаваат. Дека македонската пара е прва пара во светот каде што на златниот стапе прв пат Александар го става својот лик место ликот на Богот. И тој и Филип на своите пари исто и тој го има неговиот лик. И тоа е кај Филип првите се со Аполон или со Зевс и потоа и посхумно многу, еве, например, статерот на Александар, сега најден во Авганистан, цел депо на златни статери со името на Александар Василевси, символите и сето тоа, тие многу е важно дека отсликуваат моќта на царството со тој македонски идентитет напишан на нив. Како 1-656 телефонски одбори на кои што почитувани наши можете да се јавите. Мене ќе ми биде задоволство, сигурно сум и на нашата гостинка, доколку некој од вас се јави овде во живо во програмата и може би има некое прашање до нашата гостинка, а воедно со самото вртење нови телефонски број станува добитник и на една од книгите од 18-тото, че да кажав и пред малку на господја Маркос, насловена како македонските древни ковани пари. Господја Маркос, кажете ми во однос на истражувањата, колку беше тешко да се дојде до сите овие податоци, кои што сигурна сум дека се базираат на цврсти факти? Да. Прво, самата пара е тој артефакт, самата пара е материјален доказ. Каде да се најди, во чија собственост по цел свет, како да се купува, продава, препродава, таа сега е македонска. Парата сама зборува, парата сама ја пишува македонската историја. Македонските цареви кога ги ковале тие пари, како да имале во предвид дека сите ќе се џапаат, ќе ги присвојуваат, ќе ги преиначуваат. И затоа толку многу се стандардни символите, описите. Просто секоја македонска пара е уметничко дело и не е тоа само за тогаш, туку и денешните сите париеви на Европската Унија се копија на тој прототип од калапот на македонските древни ковани пари. Материјалите за тоа на секој чекор се најдуваат, очигледни се, веродостојни се. Тука се ковачниците, кои што скоро нема град во кој што не се најдени пари, депоа, по светилиштата, по гробиштата насекаде. Тие пари кои што се најдувани, тие се она што поттикнува за натамошно истражување, а многу интересно дека многу луѓе, многу македонци, навоѓајќи ги парите, си ги чуваат, а некои ги продаваат. Важно е тоа дека македонската пара денеска, кога ќе ја најде случајно како поединечна или пак во поголема количина, одма нагрнуваат организирани групи од цела Европа, да не зборуваме за Грција, да ги откупат само еден златен статер на Филип го откупуваат за 100 евра, а на аукциите го продаваат за 16.000 фунти. Тоа е огромна разлика, зашто светот знае што е македонска пара и ние треба да знаеме што е нашата пара, дека е историја, напишана непобитна историја за македонците, за државата, за царевите. И не треба да ги испуштаме од раце и треба посироко да се отворат музеите во Охрид, во Прилеп, особено во Народната банка, каде што има 17.000 пари, кои што сите тие зборуваат за династиите и тоа хронолошки. Не е само Филип. Така, за нив се извинувам, ќе ни кажете, задржите си ја мислата, гледачот веќе не чека подолго време, да не чека, простете уште еднаш до нашиот гледач. Повелете кога го имаме на линија. Ало, добро утро. Добро утро. На линија ваша редовна гледачка Сузана. Драго ми е, Сузана. Голем поздрав до вас и голем поздрав до господјата Ангелина. Секоја честа лауда и навистина ми е чест што сум добитник на една нејзина ваква убава книга. Така, нас ни е чест затоа што сте наша редовна гледачка и дека редовно не следите. Поздрав до вас, доколку имаме гледач го вклучуваме веднаш и вториот. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, кој ни се јавува? Слободанка, поздрав до вашата гостинка и до вас сите во студиото. Ви благодариме. И вие сте исто така, господи Слободанка, добитник на оваа книга. Си ја подигате од пријавницата на Сител телевизија, а нашата гостинка ќе ви ја подпише, значи ќе си имате и посвета од неа. И дали имаме уште еден гледач, рековме тројца, да веднаш ще го слушнеме и тој. Добро утро. Добро утро. Ало, дали имаме некого на линија? Ало. Малку слабо слушам, меѓутоа знам дека слушам некого. Повелете кој ни се јавува? Кршто Јовановски. Од каде ни се јавувате? Од Ѓорче Петров.
Од Ѓорче Петров. Господине Крсти, вие сте добитник на книгата. Ви благодариме за тоа што не следите. Подигајте ја книгата на пријавница веднаш по завршување на емисијата или кога вам ви одговара. Ви благодарам уште еднаш за јавувањето. Имаме само уште една минута за да ви се заблагодарам и само да ве прашам што е она следното на кое што веќе работите. Тука има повеќе теми, јас не можам да речам, ја работам оваа книга, меѓу време додека излезе оваа книга, излегоа уште 3 други книги. Имаме потреба многу побарувачка име за Алкомена, престолни на македонските цареви, со големо дополнување треба да ја преиздадеме, за Персеј да се направи, тоа е пак поврзано со гробницата во Рим, каде што треба Македонија да постави биста и плоча дека тоа е македонски цар од македонскиот народ и има уште полно такви теми. Јас кажав и кога се договаравме за разговорот, вие ми рековте колку време ќе имаме, јас реков со сето она знаење, истражување и ваша посветеност на македонската историја, не ни се доволни една недела емисија на журнал за да се искажеме, затоа се ограничивме само нова. Ви благодарам за гостувањето и ќе ни бидете наша драга гостинка и во некоја наредна прилика. Ви благодарам уште еднаш. Така, поздрав до вас, имајте ни убав ден. Во продолжение ВС, со што одиме? Да, токму така. Во продолжение треба да го видиме првото издање на утринските вести, но претходно една најава. Зборуваме за тоа како функционира финансискиот пазар кај нас. Значи за магазинот за бизнисот и културата проект МК, кој што го гледате интегрално на Сител 3 телевизија, секој недела со почеток во 18 часот и 18 минути. И